Она што следно ќе го зборуваме се осетите и перцепциите, меѓутоа пред да поминеме на перцепции, ќе се задржиме малку на осетите, на нивната поделба и на анатомската градба. Запознавањето на околината всушност ни се одвива преку нашите сетилни органи и преку сензуалните процеси, тоест осети. За да си го представиме светот во нашиот ум, задолжително треба да ги регистрираме физичките енергии од околината и да ги шифрираме, тоест да ги претвориме во нервни сигнали. Видови сензации. Постојат внатрешни и надворешни видови на сензации. Внатрешните сензации ни потекнуваат од внатрешноста на нашиот организам, она што нашите органи ни го испраќаат, како на пример болка, бодење, стегање, гадење и така натака. А пак надворешните сетила резултираат од надворешните фактори и тие се сетилото за вид или окото, сетилото за мирис или носот, сетилото за слух или увото, сетилото за допир кожата, која всушност представува и најголемиот орган во нашето тело, и сетилото за вкус или јазикот. Ќе преминеме сега на анатомската градба на сетилните органи и ќе започнеме најпрво со осетот за вид. На оваа слика ни е представена анатомската градба на окото и окото ни е еден феноменален орган кој што ни овозможува да го наблюдуваме она што се случува околу нас. Тоа е специализиран кон светлосните бранови, кои представуваат мал дел од сончевиот спектар. Еден вид енергија од електромагнетни бранови со должина од 380 до 760 нанометри. Енергиите со пократка бранова должина, од прилика од 380 нанометри, например како што се ултравиолетовите зраци всушност, и подолгите со над 760 нанометри, например инфрацрвените зраци, се недостижни за нашето око. Што се однесува до светлината и бојата, ретината на нашето око е составена од два механизми на рецептори, кои се поделени во стапчиња и чепчиња, кои се фактички и клеточни рецептори и именувани според нивната форма. Чепчињата се наредени во поголемиот дел од ретината, така наречена јама или дупка. Тие се значени за перцепирање на различни бои, особено за зелената и за жолтата боја. Научниците потврдуваат дека постојат три вида на чепчиња. Едниот вид на чепчиња реагира на бранови со должина од околу 450 нанометри, кои што создаваат всушност и сината боја. Другиот вид чепчиња реагира на бранови со должина од 540 нанометри, кои што создаваат зелената боја, и третиот вид на чепчиња од прилика околу 577 нанометри, и тие се одговорни за црвената боја. Некои индивидуи не ги перцепираат како што треба боите од средината, иако некој перцепира само светлина и мрак, за него се вика дека страда од целосно слепило на бои, а оние кои што се страдаат од делумно слепило на бои се викаат дихромати. Например, ако некој има дефект во елементите на чепчињата одговорни за црвената и зелената боја, тој нема да биде способен да прави разлика помеѓу овие две бои. Делумното слепило за бои се смета дека е одредено генетски. Стапчињата се структурирани да реагираат на промени на светлината и тие ни помагаат да гледаме кога имаме и светлина со послаб интензитет. Светлината го содржи пигментот родопсин, кој кога се разградува, ни ги активира невроните за да испраќаат сигнал во мозокот. Што се однесува до осетот за слух, тука имаме слика од неговата анатомска градба и веќе знаеме од биологија, но да си повториме дека тоа е изградено од надворешно, средно и внатрешно уво. Внатрешниот дел од увото е изграден од многу деликатни структури кои имаат големо значење за слухот. Во него се распространети околу 20.000 надворешни рецептори и околу 3500 клетки на внатрешни рецептори. Од нив продолжуваат нервни влакна и така всушност го формираат слушниот нерв. Внатрешното уво пак е полно со специфични течности, флуиди, кои играат улогата на механички носач на брановите директно кон нервните клетки на рецепторите за слух. Во овие клетки, механичката енергија се претвара во електрична, која понатаму преку нервни влакна се трансмитира до аудитивните сензорски центри на мозокот. Потоа, осетот за мирис или носот
Сензациите за мирис всушност се јавуваат како резултат на контактот на хемиска супстанца со рецептори за мирис кои се сместени во каналите на носот. Јазикот со кој говориме е сиромашен за именување на мирисните квалитети. Видот на мирисот се именува така да секогаш се поврзува со некој познат објект што ги имаат тие мирисни квалитети. Например, портокалова арома, мирис на мувла, на етер, на одредена расипана материја и така натака. Сетилото за вкус или јазикот се смета за хемиски осет сличен на мирисниот. Дразбите на осетот за вкус се хемиски материи растворени со плунката. Рецепторите за вкус, распространети во различни делови на јазикот, дефинираат 4 основни квалитети на вкусот и како што можеме да видиме на сликата, тоа се за горчлив вкус, кисел вкус, солен вкус, сладок вкус и на оваа слика се представени на кој дел од нашиот јазик се наоѓаат тие рецептори. Сетилото за допир или кожата, тоа представува надворешна обвивка на нашиот организам и е составено од многу рецептори кои реагираат на многу различни дразби. Дразбите на осетливоста на кожата се механички притисок, движење на кожата, распаѓање на ткивото, бодеж, намалување или покачување на телесната температура и така натака. Рецепторите што ги рестартираат овие дразби се оние на болка, допир, термички рецептори, како например рецепторите за топлина и студ и така натака. Во овој дел ни е важен делот за мерење на осетите и ни е важно да знаеме дека постои нешто што се вика апсолутен праг и диференцијален праг. Апсолутен праг е всушност првиот момент кога стануваме свесни, односно кога забележуваме дека има дразба. Например, ако јас сега во моментов се наоѓам во училна која што е оддалечена на 20 на метри од наставничката канцеларија, јас не знам со моето сетило за слух, например, дали некој има или нема во наставничката канцеларија. Како се доближувам кон канцеларијата? Првиот момент кога ќе слушнам дека постои дразба, дека некој има во канцеларијата, тоа представува апсолутен праг. Значи, првиот момент кога ќе почувствувам дразба. Диференцијален праг, нели диференс разлика, е всушност моментот кога утврдувам дека има промена во дразбата. Ева, например, ќе го земеме примерот со радио со дигитален дисплеј. И ние многу тешко можеме да направиме разлика со нашето сетило за слух, без да го користиме нашето сетило за вид па да гледаме во дигиталниот дисплеј. Многу тешко можеме да направиме разлика дали гласот е на 7 или на 8. Но ако е од 7, 8, 9 па на 10, ние веќе правиме разлика дека гласот на музиката е попуштен. Значи, диференцијален праг е првиот момент кога стануваме свесни дека има промена во дразбата. И сега, во зависност од професијата која работиме, во зависност од стилот на живот и така натака, постои изострување на одреден диференцијален праг на одредено сетило. Да ги земеме за пример тука, например, хирурзите во областа на офталмологијата, оние кои што прават хируршки интервенции во окото, сигурно претпоставуваме дека имаат поизразен диференцијален праг од мојот, например, на нивното сетило за допир. Одреден музичар сигурно има поизразен диференцијален праг на сетилото за слух. Јас можеби ќе ја слушам песната без да приметам дека има одредено отстапување или одредена фалш нота дека е испеена, но во увото на музичарот веднаш ќе се направи разлика дека постои промена во дразбата. Сетилна адаптација и сетилна депривација значи дека на нашите сетила им треба одреден временски период да се адаптираат. Сетилна адаптација, например, е кога ние седиме во темна соба и некој нагло ќе ни упали светло и отприлика ни се потребни неколку секунди да го адаптираме нашиот сетилен орган за вид, за да почнеме да гледаме во просторијата. На почетокот ни е многу непријатно во првите делови од секундата. Кога се бањаме во море или езеро,
првиот момент кога влегуваме на нашата кожа, на нашето сетило за допир, ма многу поладно отколку кога ќе ни се адаптира сетилото, малку ќе се загрееме, па ни станува, имаме чувство дека водата се затоплила и дека е вода. Не, водата не се затоплила, всушност нашето сетило за допир се адаптирало на таа температура која што си е константна во тие неколку минути додека влегуваме во водата. И сетилна депривација е всушност сетилно лишување и од претходно наведеново што го кажавме, нашите сетила имаат способност и да регистрираат различни дразби од натрешноста и од надворешниот свет, и ако овие сетила не ги активираме, или ако активираме само неколку од нив, може да дојде до нарушување на нивната функција. Е сега тука постојат многу експерименти со кои што е потврдено дека ако некој живее подолго време во услови на минимално надразнување, например во изолирана соба каде што не се слушаат никакви звуци, нема бои, превладува белата боја, тој има изолирано чувство и дури и кожата, например, сетилото за допир може да се случи да прима многу помали дразбир за разлика од останатите луѓе. Дури во вакви случаи може да дојде до појава на карактеристични симптоми на отижнати психички процеси, па да имаме и одредени растројства за вниманието за кои што подоцна ќе зборуваме, халуцинации, така натака. Тука завршуваме со осетите и следното видео ќе говориме за процесот на перцепција.